Некогаш те боли, но ќе помини. Стари другари низ мала ти враќа спомени. Некогаш ќе спомниш што ли направи. Чекори ти газат по стари корени. Колку јас да патам, колку јас да платам за нас. Душа затвори, побегни. Не знам јас во овој доцен чуден час како да се радувам, како да се дарувам. Не знам јас, но се борам секој час. Барам во тебе ја спас, каде ли да побегнам. Низ години ќе пројдиш, старост демнеј. Сите спомени на крајот ќе се повредни. Некогаш ќе спомниш што ли направив. Чекори ти газат по стари корени. Колку јас да патам, колку јас да платам за нас. Душа затвори, побегни. Не знам јас во овој доцен чуден час како да се радувам, како да се дарувам. Не знам јас, но се борам секој час. Барам во тебе ја спас, каде ли да побегнам. Шо песниче. Одлично, кај си брат? Кај си? Добар си? Шо да сме снимеле нешто тука. Септето го манавме. Нешто лабаво. Да, и ту на мој терен овде. Скроз, комши кајте. Шо има? Ништо братовете, дури да пред да почнеме, ајде официјално ти подарам една Ова CD. за мене било. CD-ња никој не користи, поќе ама Да ти кажам, не знам кај ќе го може в кола да пробам да пуштам. Да, и по старите вака коли може да има да поновите, брат. Има и стикерчиња дури. Ти има кај да ги клајме. Убав и дизајн да го направи, леш на терас како слики, клава. Благодариме за благодариме и кај вас. Фала, Шо фала, е со фала. слики, со све. Фала, така, Не знам, пробавме. сако на телевизите, Уникатно. која камера е, не знам, еве. Да. Јако. Браво, бра. Многу ми е мило вака кога ќе прави некој нешто што немаме одамна направено сите. Така. CD-то може да е поминат како, не знам, како направа може да е поминато. Се думавме и CD или USB. А од USB-то поќе ама ќе го избрише, ќе си го користи USB-то и џабе. Дојде овој Валдера, Владче, вика, еве ти USB албумот, брате, јас реков го мислев ова 18-та година, ама знам дека уште на моите дома кој му дам формат ќе мами свадбата ќе клај на него. Тоа. И ние се думавме што правиме дали CD, ама мислиме, знаеш, останува CD-то, кога ќе го клаиш горе, онака те полни подруго, те полни така да одлучиме CD. Како документ е некако. Како документ, како пасош едно, да. Добро, додуша в болница уште CD-на користат, така што ќе се најди негде, ќе може да се пушти. Да. О, шо има ве? Хардо е, брате, се тераме, свириме, се напнавме овие 2-3 месеци турбо работа, за да го свариме ова албумче. И ту поубаво ќе ти даеш рок, пример датум, тој и ту мора да направиме. И стеравме така, од иначе ако речиш чекајте, тераме, ќе заминат 3 години и ништо нема напреш. И нема, да ти кажам право. Ако не запниш сега го правам ова, готово. Да, и теравме така, направивме спотчиња, се што можевме и на крај крунисавме со таа промоцијата што направивме предофицерски и испадна онака скроз како шо. Видов сторија, ти ме викнава, не може да има снимање, не може да дојдам. Ама видов сторија, многу големи сниматели, камери, чуда, че ти ќе заборам јас, да поздравиме сите комплет. Ферди Адемовски, Александар Георгиевски Тапан, Филип Куновски доктор гитара, специјално. Стефан Трајановски бас, Владимир Поповски клавиатури, што сторе луѓе, Томе Спасовски бас. Ова се што биле, што поминале све. Сите комплет. Кој што свирал тука, све се кле. Затоа реков многу луѓе, ми се колку души сте обендали. Сега сме 5 сме сега. Ова да има 7 души. Да, има 7 души, ама секој што isfirал нешто, што бил дел од бендот, сакаме да биде напишан тука, оти има удел во целава приказна. Дефинитивно. Тоа баш преј го правевме муабет, многу бендо има што
ќе си ги делат работите, Да. јас ова го направив, јас она, ама на крајот на денот, брат, во тој момент, постоето без разлика во животот и дали ќе живеете и може и да не ќе дојде, си викам, во тој момент заедно сте го направиле ова. И тоа е така. И сите сте дале некаков удел и треба така да остане. Тој момент да си остане така запечатен во историјата. И така и треба. Така и треба, така да убаво испадна. И онака, нешто како ди сега, после откој заврши тоа, онака имаш пат, онака, се издува малце. На одмори заминавме, сите се вратиме сега и сега, ајде сега што правиме, нешто однови сега. Дури се соземиме, што како, ама не било едноставно, како што оти луѓето најчесто кога ќе видат, оти ние прв пат го правиме, овако свириме ние 10 години, ама луѓето кои ќе видиш ти спотче или некоја песна на YouTube или без разлика каде, и луѓето нешто така здраво за готово, така мислат тоа се снима. Кажи му, нека си. Тоа е цела приказна, ние појма нема, и јас искрено не знаев ни како оди тоа, ама... Па Бент особено цела го трав студио да снима. Посебен респект за сите што го работат ова и нарочито нивно го прави некој авторско, тоа е, значи, удел зема и дел од тебе, зема оставаш тука и буквално онака кој ќе ме праша албумот како дете да ти се роди, едноставно како дете не може да заборавиш тој момент. Скроз е така и ми кажува, не може да сватам. И самиот настан кој промоцијата кој беше, трема, нешто како свириме, не сепак трема, како секој дневна свирка немаш некој, ама ова дека излегваш онака прв пат онаква. Само твое ова. Не туѓа песна ќе грешиш па никога ништо. Многу тежи на друга и онака емотивно беше многу, дека значи твоите идат луѓе блиски, знаеш, сега чека дај да видиме што направи сега, разбираш. Јако. И мислам дека испадна. Е дефинитивно посебно. Јас убаво испадна. Кога беше мојот прв албум, никогаш нема заборам заради тоа што еднаш ми беше готов, па се случи ен грабеж во Скопје, ми манаја се по уши од домот кај што седев, па купав одново, па одново правев песни, дали една-две имаш излезено друго. Све комплет, компјутери, статични, фактички ти остана тебе во мозокот што ти беше. Ништо, после тоа поинакви излего и песните, ама нема врска. И кога извадов албумо, значи, жими се промоција правевме, ми се чини на 14 февруари, ја направивме промоцијата. Да, и другиот ден, па тоа што работки што имав со некои луѓе, ова, он амбасадор бев нешто таму, ајде на телевизија сме да не кажуваме за шо. И наредниот ден, брат, легнување, втросет онака кај што седев во Скопје и лежев цел ден и убаво ми беше на душата. Не цел ден, 2 недели може така, ништо не правев. Лежев и шо преш, ништо. Убајна ми беше на душата. Оти сум направил нешто што времиња се и грабеж и ова, она имаше толку интензитето го направи. Те падни и пак се крена, тој момент е многу чувство и дури на крај на денот дури никој да не ги слуша песните, тебе ти е мерак на душата. И тоа луѓето не го разбира. Со бендо кој ќе правиме уведнаш, леле сега еднаш, како ќе биде. Викам, ако мене во душа да ми е убаво песната или целокупно сум задоволен, воопшто не ме интересира, знаеш како, оди сепак убаво да те слушаат песните, значи тоа е првобитно ги правиме за луѓето. Ама ти ако си незадоволен со тоа што го правиш, тогаш и тој нема слушател да биде задоволен, така да мислам дека најбитно е ти првобитно да си како што треба со тоа што го правиш. И луѓе кои ќе прат кај мене кој му правам песна или нешто, најбитно ми е, знаеш, продуцентите обично сите си имат некое јас ќе ти кажам, ти не знаеш. Додуша во одредени случаи потребно е, пошто има луѓе што стварно не знаат што сакат. Ама во глобала мене многу ме интересира ти ако ти правам тебе песна, ти како се осеќаш. Оти тебе ако не ти убаво, никој не ќе биде сигурно. Тоа е така. Џабе по моје џабе аз мислам дека ова кузне што ќе биде, ако ти не се осеќаш убаво нешто. Да. И така што многу убава работа направивте, ти кажам право. Колку песни имате, не видов? 8, не се многу, ама не си сам. Приказна, И не си 5 души во бендо. Љубов, остани, нека ритам те води, како да се радувам, гушни ме, жена која војува. Да. Опасно ќе биде. Ова ќе биде жустро нешто. Тука сум до тебе, ќе ги чујам, баш ме интересира. Ова ја слушнав, што свиревме, оти се сеќам из спото кога снимавте. Го гледам Аце таму со тој објективо долги лови, некој се вртам те гледам тебе во гужва, реков снима нешто, да. Да, јако. Така, ама се вратиме после снимавме така околу широк совак тука и многу гужва имаше. Значи не можеш кадрите, ти знаеш барам за тоа да погодиш, па се вратиме во 2 вечерта кои немаше луѓе, тогаш таму
меѓу тие уличките и така успеавме некако. Не било и то лесно. Не. И то, типа по сите страни. Не, јас. Сите страни. Кажи му нив, кажи му, јас си знам. Бо. Брат, значи нема нешто посложено од то. Особено, например, јас за мене кој си работам и не се замарам толку многу, ти јас сум. Како ќе си го направам, За тебе, моја да, работа, да. не му се замарам. Ако ќе правиш за некој друг одговорност, Да, па друга тежина сега имаш, ти да. сакаш да го извадиш максимумот, нормално, и многу е терсене, Да, и да го бенти цел до сада, последно. да, Еве да, јас последно со модус снимав онакво Аха. и еден цел ден отепавме во снимање и то трчаш, чупето сними го, нив сними ги ова она. Стигнувам дома и му викам на жената, не знам, може да ќе треба уште еднаш дојме, не знам дали ќе имам, кадри, ми вика да, ти да, шо да. ти е тебе, вика даш колку кадри имаш. Да. Абе имам, ама не знам, знаеш, сега до последно монтираш онака и кога Дали го видиш успеш. на крајот си викаш, добро е. Супер. Да, го пушташ и кога ќе го бендисат, па уште по-лесно е после. Да, тоа е најбитно. Да. Тоа е најбитно. Кажи ми, Звер, од овие песните, текстоите ти ги пишеше? Текстоите ги пишев јас во глобала, така. Текстоите и основната мелодија од прилика нешто и ги презентирав на бендот, да речем. И ги тегниме, ги правиме, вртиме тука, нешто ги обработваме, вакво ќе клаеме, па сола, јас гитара свирам, а во бендот не свирам гитара, ама таков е моментот, се лабава емисија. Да. И ги работивме, ги правиме, дур не стигнеме до некоја така цел што сакаме да постигнеме. И после влегуваме в студио и таму нешто како оди, чека и овде дали одговара, чека и таму, ама така одеше процедурата и сакавме едноставно јас и самиот албум сакав приказна да има. Значи кога слушниш, сакам и да слушниш, значи од прва до последна песна сакав како приказна да биде, како на целина да се поврзва сето тоа и затоа пробав да направиме самите ние, да видиме што можеме ние да направиме. Тоа ми беше како да видам дали можеме да изваиме нешто наше. Оти сепак 10 години свиревме, значи како едно време стигаш до еден зид што сакаш да оставиш нешто зад тебе малце. Така е, брат. Барем така ние се сеќавме сега. Така треба да биде. Така, Оти да не оставиш нешто твое, Да. И супер. мислам дека убаво испадна на крајот. И се поклопи цела работа. Баш ми е, а не те прашав кај го имате снимано? Снимавме кај овој Сашо Ристето, Омни студио. Да го поздравиме, многу ни поможи. Поздравиме, да. Ристето, кај него го снимавме си, тој ни е стар пријател. И ни поможи и сепак ние рачуне на искуство немаме со студио, толку не е така едноставното и ама сега веќе нешто како ма клапнавме сега веќе. Готово се, дајте што треба. Да не се кудиме само сега веќе готово. Сега сме профи, да. Браво. И таму снимавме монтажа ни правеше, школски ме кумбата, школски ме мени, знаеш, и се со кумбата, ние нема каде ми бега. Тој ни правеше монтажа, Аце и тој Дримкас и него да го поздравиме. И уба екипа бевме и така, што се погоди екипата и така истерав. Абе, знаеш, кој се погодат луѓето, полесно е малце работат, иначе не е ич лесно. Не. Знаеш, луѓето го речат, оти нема музика, нема ова, она, знаеш ти колку е трошок. Ај, еве, јас, например, работам аудио-видео. Ами за човек што не работи, што треба плати песна, текст, аранжман, ова, она, па спот да плати, па промоци да... Тоа е едно ново треба работа, да го сакаш нешто. Треба да го сакаш, така го сакаш, ако размислуваш само за пари, никој па ништо нема да направиш според мене. Така е, брат. Така е, факт. Мислам дека треба да го сакаш нештото и да го истераш така, па само да се поклопи после. Од љубов да уманим уште една песна од албумот. Да уманиме. Која сакаш да уманиме? Ај гушниме да праваме. Сега не сум некој гитарист. Не сум и јас, ама знаеш како? Па ќе праваме сега, само ќе праваме нешто. Кај беше таа? Од Амол. Амол Емол, ќе да има. Води ме некаде, каде што никој нема да не пронајде. Пробав се со тебе, во ова игра наша се изгубивме. Немаме време за губење, ајде гушни ме. Со мене имаш се, ветив се, ќе правам од срце, ајде погледни ме. Исти сме со тебе, за мала трошка љубов се бориме.
Sokri se во мене, во ова срце чувам место за тебе. Немаме време за губење, ајде пушни ме, со мене имаш се, ветив се, ќе правам од срце, ајде погледни ме. Ајде уште еднаш. Немаме време за губење, ајде гушни ме, со мене имаш се, ветив се, ќе правам од срце, ајде погледни ме, со мене имаш се. Ја фати вечер малце, ти поубав од мене свири вечер, прв пат да слушаш песна. Ајде брат, Јас певам. за фаќање лесно Да, кој пе, да, јас ти да, загрешив, да, ама нема нема врска. гајде, нема гајде. Знаеш, кој ќе свириш цел век, сакал нека са траепте нешто да е Да, многу да, сложено да, или дено да. да не ти се погоди, па и да ја заљубкаш, иначе Ама добро што во глобала ја погоди. Ќе биде, Тие бе. делчињата поубаво ги ваѓаш куната, ми вика како ќе ги фатиш тие? А ме викам куна остави веќе глабава емисијата, што не дојди да ќе викнеш Да. овде позади. Страмежлив ни. Како што се појавува на К15, ќе седиш овде и го гледаш него клекнат позади онаму. Така ќе се ела малце брат, ќе дојдеш, ќе ја манеше, не е проблем. да. Таман ќе ни подмачкаше малце гитарите. Одамна да. сетап немаме направено. Треба малце да ги освежува, јас кога ќе навам некојаш кој ја земам како нова гитара, значи ги мачка с некој масла, нешто му клава. Значи го поздравуваме куната Го иначе. поздравиме доктор, а Да. јас ова брат ја зедов и ја свирев така ја терав. Мислам ја купив и по 2 дена не знаев ни да свирам толку многу акорди по некој знаев и седнав дома по 2 дена свирка, другиот ден па свирка. Така почна? Четврток, петок и недела имав свирки, а вторник или среда ја купив гитарата, Ба. така некако беше. Му Влегов. влегов Гитарчето му одиш на свирките? со гитарчето, да. И поголеми жиците овде ова кренато, све кренато, прсти да болат, да корнат, јас и дека не навикнат. Ја однесов кај некој у Скопје, не се сеќавам кај кој однесов, ја подмачка, ја суреди, ја легна, ја направи. Одмара като мас. одмара. И Така, одма като по друго. одмара, да, И да, после тоа си научив јас како да си подсредвам помалце, кој ќе ми притребвот и го почнат да се кинат на ужици, сваќаш дека нешто негде чкрипи. Да. Сака се подсреди. И сега си ја подонаквам, ама немам толку ко него, треба да си купам тие масла, чуда, Тој ги гледам. мачка, тој пример ја зема гитара се, значи гледа, ете трето поле, вика овде ти е изедено. Јас пример ништо не осеќам. Да, ти исто ти. Ама Добро, човек, има си разлика. е- Има си ја работи работата, нема збор. Шу. Екипата е Ама ти- погодена. Ти Екипата не е погодена. свириш гитарче кој настапва, да? Само си пееш. Не свирам, сега думам некој да си земам за неколку песни вака од нашите. Оти сега сакам на настапи да ги вметнувам песните, оти ти ако Дефинитивно. ги направиш песни да ги остеш, ти мора да ги презентираш на луѓето и така со приказна малце. Сакам јас да оти на свирки тие што идат знат зборлес сум јас малце сакам И да. ко мене си? Зборам се, не може неколку тебе. Ко мене ретко ми се годи да зборам, ама нема сакам да врска. кажам пример Шу. така нешто, ти мислам дека поуба така нека конекција да направиш со публиката Дефинитивно. и сакам да ги имплементирам песните малце се во свирките и да видиме што како кај да ги клаваме, што да ги клаваме. И ти ако не ги свириш, ти кој ќе ти ги свири песните. Тоа е Така да дефинитивно факт, брат. Јас Мислам една дека од така моите треба. грешки е што вадев песни, промоции не правев пошто безпотребни беа и заборавам, ќом на свирка и ќе се залетам со хитоите и заборавам да си ги свирам. Да, без се заборави текстоите ќе ги заборавиш. Скроз, Да, и на лајвој кој почнав да правам за короната, ај од твоите песни што имам, што ме пратат луѓе, ај од моите крк тексто Да, партал, да, ај да, другата крк Се тексто, заборавам, да, реков да. ова, мора да го Убаво е смени. тој и така сега сакам да направиме некој концепт и да тераме така оти свирки го свирки, секој ќе си имаш свирки, ама сакам Тоа да е ги така, да ги воведиме тие песни. Така Супер, да. бе, брат. И нормално те што свириме луѓето така не знаат по. Да, по убаво е да тоа. си носиш оти да не Да. гитарчето, една-две песни, нека бе, стои набира, не, Да, бе, ади ни да. јади ни Абе ќе пие. одморат и другите малце. Да, Зашто можеме и скроз. сам нешто си направиме или така Скроз, нешто скроз. може. Варијанти има поќе Така ние така да. правевме со Дестрицко, свиревме, ти Огнен се уморваше со битбоксот Аха, многу. Ти, аха. кој нема правено битбокс, не знае колку е она. напорно, да. И ќе ми речеше, дај брат, да одморам и малавме некој хит што е лабав онака, да урлат сите, да здивни малце. публиката, да. И после тоа да влезем уште еднаш да, јако ти. Да, Нема, да, абе, да. не, сите си мислат работата наша е Не. си пејте, си свирите, си уживате. Нарочито бендо е брат како на фамилија, не знам, Да, знаеш и скроз, самиот тоа е скроз. па да само на проба да направиш колку треба. Ти рачунај па луѓето деца, па не знам што, па болни, не болни, милион работи така да
кој ќе се погодиш еднаш со бендо и после е многу полесно. Искрен да си, значи да си кажеш што ти лежи, како една врска, како на фамилија, не знам, така да наречам фамилија, се. бендот ако не е фамилија, ретко кога функционира. Да, а ти кој ќе одиш за настан, кој имаш да речем со бенд, си го береш, си викаш луѓе. Да, бе, да, брат, цел Веќе си ги век знаеш кој музичко шо, средно како, да, факултети, она со сите се знаеме. Баш кај што со 90% имам и свирено и му се јавиш, брат, слободен си, слободен сум, ти слободен си, слободен сум. Ајде пак како ти е соло вака некојаш или зависи евент? Зависи. Јас сум болен, изгорен бенд да имам цел век. Да. Ама кој што рековме да имаш целокупен скроз, со сите нишан. Скроз клавиатури, басови, биг бенд што викаме, со се трубачи се све. Ама кој што рековме, колку поќе луѓе, толку поќе табиети, баш кај местата кај нас не се направени за финансиски да издржат таков луѓе, да, поќе му кажеш цена друго, да. Не можеш ти да дојдам јас за некоја смешна цена во Битола со 20 души бенд, прво нема кај застанат на бината, друго нема кој ги плати, треба минус да влегвам за да ги викнам. И се ако правам концерт за мене со мои песни, нека влезам минус, тоа е моја работа, знаеш, не е проблем. Тоа е друго. И тој ќе биде наскоро се надевам. Само браво. Нека сега имаме зимава некој да не кажеш нешто се официјално нешто. Не, јас ќе најавам, имам за најавање многу работа. Порано кажи, после ќе имаш датум и ти нема каде да избегаш. Да, така најавам. Само што зимава ќе биде малце по зафатена вака со убај обврски, така што нема да можам да правам зимава, ама здравје таму негде од наредна година ќе смислиме нешто. Па ти кажам искрено, аплицираш за настани за ова зона и на крајот ќе си речиш, знаеш што, сам ќе си го направам, ич никој нека не помага, јас ќе си го направам сам, минус нека бидам, ама ќе го направам јас како што сакам. Без да се замарам со други работи. Луѓето не знаат дека уствари тој најтешкиот дел од организацијата. И ние тоа кој правевме со промоцијата која правевме, и се думавме леле, сепак кошта тоа, знаеш, сепак не е мала работа и се мислевме дали спонзори да бараме или нешто или нешто, а и тоа напорно е, тоа не е туку така и тоа нигде. И одлучивме да ќе си стераме и нормално минуси да одиш ти, ама да го правиме еднаш, да го направиме кој што сакаме, со уба екипа, убо звучување, да личи све, да речем, и плюс дојде камера се снимаше од сите страни со дроно и такви работи, сега целото ќе се монтира и ќе го хлаиме како целина луѓето да видат и тие што не беа да видат како изгледаше сето тоа. Супер. Сепак тоа е како една потврда за тоа што го работев. Дефинитивно, дефинитивно. Многу мислам уба работа направивте. И тому викам на сите што вадат нови ствари. И фала ти за поддршката уште еднаш. Таман работа, бра. Мерак ми е, море. Луѓето тоа не го сваќаат. И музичари ти кажував преге, што се веќе етаблирани, што се познати, што се големи имиња, ми имат речено муавет од типот, добро, не ти е малце чудно ти да поддржваш, да промовираш други, а ти шо ако промовирам други, нешто ќе ми се намали, не само ќе се зголем, ништо нека не се зголем, во мене ми е мерак, бе брат, музиката ми е љубов, кој да прави музика ми е мерак што прави, небитно кој и кај. И тој така треба да биде. Така треба да. Не знам оти луѓето си сваќаат толку лично работите. Значи, поентата е да се прави музика, да има љубов во приказната, не друго, тоа е све небитно. Сега што ќе маниме, кажи ми што ќе свириме. Каверче направиме, сакаш? Може, збораме за наши песни, дај некој кавер на мани. Каверче мани, чекај, одемол беше. Јас стално, брат, кој ќе слушам некој или артист, или пејач, или група, нешто, сакам најмногу, примерно, меѓу првите песни, првите интервјуа, да му ги гледам, она ми е нај шминкано, и знаеш како најако ми, пример, кога беше преди или така вчера, слушам пример на Маквес, пример некоја година, тоа ше пример Пуштиме. Така нежно ми беше, ајде да пробаме, не можеме? Песниче, не знам дали ќе ја погодам. Не знам, ќе погодиш, јас дали ќе погодам. Одемол? Одемол. Кај што ќе речиш, брат? Немам зошто јас да молам, душава се уште твоја, но ти друга љубов бараше. Мислеше искрено те сака, и веднаш му подаде рака, а јас залудно те очекував.
Сакам за друга да патам, сакам и тебе да те вратам. Пушти ме, о љубов, да умрам и да пијам и да губам. Пушти ме, пушти ме. Со злато љубов не се дари и не се купува со пари, а ти кај него љубов бараше. Мислеше искрено те сака и веднаш му подаде рака, а јас залудно те очекувам. Сакам за друга да патам, сакам и тебе да те вратам. Пушти ме, о љубов, да умрам и да пијам и да губам. Пушти ме, пушти ме. Како да ја постем? Сакам за друга да патам, сакам и тебе да те вратам. И пушти ме, пушти ме. Јако песниче бе, човек, гледаш го направивме бе, човек. Жими Јако бе се. шо. Ја немам слушнал да кузнел го време. Подсети во пењето ми текнува на ја памтам снимка да го нежно му е отпеана. Да, така пеи, така и онака толку наивно и убаво. Во детството ме врати. Многу убаво песниче, многу и она, Шубо. мислам дека и прва му е ова. Дали Не прва знам. или така нешто меѓу Не знам која му е, ама многу убаво песниче. многу песниче, така е скоцкана, убаво, едноставна мелодија, ама преуба Па песна. то пресав да ти речем, неколку пати спомна дека сакаш приказна да има. И ние што сме растени со тие генерации, сите сакаме, хендикепирани сме, сакаме приказна да има работата. Да, Од денешната да, музика да, многу приказни нема, мала, бито и чудо, она галама. Да, Нема така е. гајле многу на луѓето. Така. Ама ние што сме правили или што сме слушале подруг. музика тоа време, сите сакаме нештото да има, како така приказна да има. Јас дури споток го снимам. Да. Ќе речам овој ќе направам сега врска да не и пак ќе поврзам на крај, некако ти Што тоа. правиме муабет и песната кој има споче било какво споче, да ја полни песната, му дава малце правец на тој што ја слуша. И затоа и овие што ги правиме, вие неколку спота што извадивме, му поможија на песните малце, ги оформија малце песните, иначе Ете гледаш, во јас денешно знаев време- првата имав негде ја слушнав. Да, Го излезе. видов споток кој нешто. излезе на стори. Да. Ја И глумец ме направија во спотот, Иде. виде. Не, тоа е најако, брат, Да. особено луѓе што немаат снимано, еве со Моду снимав и сега му викам вака и вака му кажувам што ќе правиме на спотот. Најдовме Чупе главна улога. Вас му викам што улоги да ви дајме. Да. Оти ние треба глумиме, бе. Не мора глумите, ама нешто Треба да направи. спот. И се на некој луѓе не му е мерак, знаеш. Има некои што сакат поќе да глумат. Некои се пронаоѓаат во приказната, некои не толку, ама кој си бенд, секојаш Да, е полесно, да, пошто да, бендот цел ќе оклаиш и немаш Свирете, немаш правите, мака, да, и ќе се Ќе најдиш чар. најдиш ти нешто, да. Јако, супер, брат, тоа е. кажи ми, после овој албум, мислам, вервам дека ќе си ги свирите песните, дека ќе си ги промовирате и така и треба да биде. Имате план понатаму други албуми да правите вака Сакаме, брат, после сакаме овој да зафат? работиме. Пошто сите сте со други работи луѓе. Да. Со други, Работиме сите, ама брат, ние значи немаме недела да не се собериме. Значи се знае кога е проба, свирките унапред што закажани, имаме ред, значи тоа успеавме да воведиме ред. Браво. И планот е да тераме да си правиме паралелно со ова што го правиме со свирките и уште понатаму. Е сега значи како јас имам некоја Ќеф ми е пример многу на Макфест да одиме пример, така култен ми е на фестивалот култен ми е, а сега како кога и шото други работи за се тоа. Се надеваме дека ќе слушнат од Макфест и дека ќе оправиме работата малце. И така ќе си тераме, ќе видиме како ќе носи пато, ама чим те фати крастата од оваа работа, после ме Е така е. И тоа е цела работа ни влезе во подкожа што се вика и сега нема бегање. Ама се сеќавам кога почнувавте онака
друштво собрани, Да. се дружевте да речам. Цимериве, човек, цимериве, да. пола од бендот Цимериве, ме од Скопје, кој се вративме и што правиме и така. Да, и си почнавте свирки, ве гледам, си викам, ве нема видено претходно музички води, си викам, и шо му текна. Ако шу, е 10 години подоцна, албумче ова она, тоа е супер, брат. И супер е што си имате мерак и што си работите, што си се трудите. И дај Боже да има што да поддржваме, јас сум секогаш тука за вакви работи, брат. Ти реков уште кога ми пиша за промоцијата, не знам дали ќе стигнам, ама емисија мојме одма направиме ти. Да, ми е мерак, брат. Не битно е кој го прави нештото како, јас сум од секогаш сум бил таков, од секогаш сум сакал да дам малце од малце, може ништо не значи, ама колку толку да направиме голема работа. Тоа е голема работа што правиш овој и секој чест се знаеме ни одамна тоа нема врска, ама и јас си пред општо кажувам, значи ова што го правиш, нарочито за помали бендови, за тие работи многу значи. И тоа ти е, значи, многу убава работа што тера и сијата и ти ја знам визијата твоја, си имаш убава визија, си тераш натаму, така. Фала ти, брат. Фала ти, гостин што ми дојде, ти кај, мислам дека така некако времето си вели. Фала ти, Звер, се надевам дека албумчето ќе си го фати пато како што треба си го фати. Ќе го преслушам в кола, ќе обрснам, имам в кола за CD клавање. И убаво амбалажата интересна е така. Супер е, супер. За мерак е направено. И се надевам дека ќе си терате и ќе си имате хитчиња уште многу понатаму. Фала ти. И албумчиња и да си се држите ко фамилија, додуша вие чим досега сте се држеле, терате немате гајле. Не се знае тоа нешто. Не, со луѓе не можеш да знаеш, ама во глобала веќе сте возрастни, само знаеш. здрави, Обично ве се деца луѓето, поинаку летат со мозоците. Сега ако сте веќе фамилиарни луѓе што се вели сите, не можеш, не е тоа туку така едноставно да се расте. Да, и веќе кој ќе имаш веќе историја за тебе, потешко е да се се знаеш како дишиш веќе, така да. Дефинитивно. Тоа е тоа. Фала ти, брат, уште еднаш. Фала ти што ми исто поздрав до сите. И фала ви што не гледавте. Фала ви на вниманието. Се гледаме наредна недела во 18 часо. Останете на програмата и убав ден. Поздрав. Чао.